Добро вечер, почитувани гледачи, ве поздравувам од отвореното студио на телевизија Нова. Америка денеска гласа за новиот председател. 225 милиони американци со право на глас одлучуваат дали на председателското столче на најмоќната земја во светот за прв пат ќе седне жена или пак во него во наредните 4 години ќе биде незиниот опонент. Според најновите и последни анкети води демократскиот кандидат Хилари Клинтон пред републиканецот Доналд Трамп. Телевизија Нова од овој момент се до прегласувањето на новиот председател ќе има отворена програма која што ќе биде посветена на изборите во Соединетите Американски држави. Ќе имаме директни вклучувања од Њујорк, Брисел, Берлин. Во студиото ќе анализираме со новинари, експерти, аналитичари. Ве поканувам да останете со нас, почнуваме веднаш. Отворено студио посветено на изборите во Америка. Медиумите оценуваат дека изборите никогаш досега не биле понеизвестни, а најновите анкети, како што веќе најавив, покажуваат дека Клинтон е во водство за околу 3% пред Трамп. Анита Петровска-Рајковиќ е нашиот специјален известувач од Њујорк, а во живо од Брисел и Берлин ги имаме новинарите Бобан Нонковиќ и Горан Момировски. Анита, има ли еуфорија во Њујорк, градот кој што е подготвен да ги пречека двајцата председателски кандидати за неизвестната изборна ноќ? Поздрав од Њујорк, морам да кажам прво до гледачите на телевизија Нова. Телевизија Нова, за да им пренесе на гледачите од сите локации во Њујорк кои што се битни за изборите, се јавуваме од невозможни места. Во овој момент се јавуваме буквално од автобус, еден од њујоркските автобуси, бидејќи се обидуваме да стигнеме до Џуви центарот, местото каде што Хилари Клинтон вечерва ќе ги дочека резултатите и ќе го има првото обраќање по објавувањето на резултатите. Ние сме во овој момент буквално во автобусот затоа што заглавивме во нормалната гужва во Њујорк, бидејќи половина од улиците во овој момент веќе се затворени, има неверојатно обезбедување, односно затворени се сите оние рути каде што или Доналд Трамп или Хилари Клинтон треба да ги минат за да стигнат до местото каде што ќе ги дочекаат нели резултатите. Во едно од претходните јавувања ние се јавивме и од хотелот Хилтон, местото каде што Трамп вечерва ќе ги дочека резултатите, ќе го има своето прво обраќање, како што кажав, сега сме упатени кон локацијата каде што Хилари ќе го стори тоа. Америка денеска гласа, гласачките места се уште отворени. Во Њујорк гласањето ќе трае од 6 наутро до 9 часот навечер. Се очекува веднаш да се знаат резултатите, затоа што некој од кандидатите веќе има резервирано и добиено дозвола за огномет во 21 часот и 15 минути, што е многу чудно, значи очекуваат за некои десетина минути веќе да ги знаат резултатите. Јас во претходните јавувања дадов информација дека гласањето овде е многу едноставно, односно не треба лични карти, не треба заведување во избирачки списоци, едноставно за да можеш да гласаш мора претходно да си се логирал на интернет, преку интернет да се регистрираш дека си гласач, добиваш потврда мејл со лифче со баркод кој што треба да го испринташ, а потоа одиш на гласачкото место, заокружуваш за кого гласаш и одиш до скенерот каде што го скенираш своето ливче и гласот веднаш е избројан. Според сите информации досега како тече гласањето, Хилари Клинтон е во блага предност од некој 1 до 2% пред Доналд Трамп, барем она што ние успеавме овде да го дознаеме. Меѓутоа, како што реков и во претходните јавувања, се уште се чека како ќе изненадат оние 10 победникот. Сите се стартирани во Флорида, која што носи најмногу кандидатски гласови. На 19 декември официјално изборната, така наречена изборна комисија, односно сите држави, сојуз на држави, официјално ќе кажат кој е победникот. Меѓутоа тоа е само проформа да го направат за да се запазат процедурите, инаку тие гласовите ги даваат нормално за оној за кој што граѓаните во таа сојузна држава гласале. За да победи треба 270 и кусур да има такви гласови победникот,
всушност апсолутното мнозинство од 534 гласови за да биде прогласен за победник. Ние ќе се вклучиме уште веднаш штом ќе стигнеме на локацијата на која сме упатени да им пренесеме на гледачите на телевизија Нова буквално каква е атмосферата. Не знам, овде не може да видите сега зад мене, меѓутоа раздвижено е, на гласачките места е преполно, веќе почнува од некаде од после 13 часот, бидејќи овде е разлика нели временска 6 часа од Македонија, започна посилно полициско обезбедување на сите оние клучни локации. Анита, Њујорк е навистина во еуфорија, но и под засилена безбедност токму заради изборниот ден и заради присуството на двајцата претседателски кандидати. Само накусо, ти спомена дека вечерва има закажано огномет. Во некој од претходните јавувања бе извести дека огнометот кој што го закажала Хилари подоцна е откажан. Кои се последните детали? Ја предвидела победата и те што закажала, па потоа прости информацијата дека е откажан, но од друга страна обајцата кандидати најавуваат прослава вечерва во местата во кои што ќе ги дочекаат резултатите. Обајцата велат дека ќе бидат победник. Она што е сигурно е дека на Таймс сквер сите оние огромни екрани на Таймс сквер буквално ќе бидат во живо од пребројувањето на гласовите. Таму си огромен број на телевизиски екипи, таму ќе биде и екипата на телевизија Нова. За тоа како ќе се одвива прославата, за сега сите скромно молчат, иако тие најави, како што кажа и ти првично ги кажа, сепак подоцна ги демантира, но дека ќе има голема прослава кој да победи, тоа е повеќе од сигурно, затоа што ова се историски избори за Соединените американски држави од повеќе аспекти. Или за прв пат во историјата на Соединените американски држави претседател ќе биде жена, или тоа ќе биде Доналд Трамп, шоуменот, бизнисменот, човекот кој што не е во политиката. Така, Анита, историски избори во Соединетите американски држави, а токму и ти, екипата на телевизија Нова е во центарот на збиднувањата, во фокус на светското внимание се овие избори во Америка. Од Европската престолнина во живо се јавува Бобан Нонковиќ, дописникот на МИА од Брисел. Бобан, што очекува Брисел, каква ќе биде американската надворешна политика кон Европа? Билјана, официјален Брисел се разбира дека со внимание ги следи настаните во однос на изборите во најмокната држава на светот, со оглед на тоа што Европската унија има стратешки партнерски однос со Соединетите американски држави. Земјите членки на Европската унија се тесно поврзани со САД и во однос на нивното заедничко членство во најмокниот сојуз на светот, тоа е Северната алијанса НАТО, и се разбира од безбедносно, но и економски причини за Европската унија и тоа како се значени овие избори во Соединетите американски држави. Официјално Брисел се разбира дека не заседе страна и ги чека резултатите со цел да му честита на победникот, но неофицијално поддршката од официјален Брисел се разбира дека има демократскиот кандидат Хилари Клинтон. Не за друго, туку поради очекувањата дека ќе продолжи континуитетот на Барак Обама и неговата администрација во однос на преговорите за постигнувањето на оној договор за трансатлантско и инвестициско партнерство меѓу Соединетите американски држави и Европската унија и продлабочување на врските во однос на постигнување на консензус за безбедносните прашања, бидејќи, како што знаеме, во Европската унија веќе има и иницијатива за формирање на европски безбедносни сили, што во секој случај би ги оддалечило земјите членки кои што се во Европската унија во исто време и членки на НАТО полека да излегуваат од тој сојуз или да го напуштаат во одбранбено, односно безбедносен аспект. Се разбира, за Брисел не е seедно кој ќе дојде на чело. Доналд Трамп е непознаница и токму оттаму доаѓа стравот за Европската унија. Дали кандидатот на републиканската партија може да донесе пресврт не само во внатрешните односи во Соединетите американски држави, туку во односите и со светот и пред се со Европската унија. Како што кажа, Европската унија и Америка, односно Брисел и Вашингтон, имаат стратешко партнерство, соработуваат за огромен број на прашања, а меѓу другото Доналд Трамп не само што е непознаница, туку и официјално застана против така наречениот договор за климатски промени од Париз, кој после долги години преговори беше постигнат оваа година, а кој многу значи на Европската унија и во истиот има сериозни суми на пари и се разбира и на напори вложено за да се постигне, а сега Трамп истиот се го доведе во прашање, вели дека доколку тој биде избран на пример за претседател, Америка веднаш ќе го повлече својот подпис од истиот. Како што кажав, овде во Европската унија се фокусирани погледите на она што се случува преку барата, во рамки на дипломатскиот кор. Американската амбасада и нивната постојана мисија при Европската унија имаат
отворена вечер каде што во рамки на нивните представништва може да се следи развојот на настаните и како ќе пристигнуваат резултатите од изборите во Соединетите Американски држави и таму како што дознавам се фокусирани и се стационирани голем број на представници на дипломатско-конзуларниот кор од сите буквално држави од светот кои имаат своји дипломатски представништва тука, па така меѓу другото и некои представници дипломатски и од една од постојаните мисии на Македонија при НАТО и Европската унија, односно македонската амбасада при Кралството Белгија. Така е, Бобан, каков ќе биде исходот од изборите во Соединетите Американски држави е важно не само за Брисел, важно и за цел свет, важно и за Македонија, заради тоа што сепак станува збор за една од најмоќните политички, економски и воени сили. Бобан, претпоставувам Брисел е и во очекување на извештајот за напредокот кој Европската комисија ќе го објави утре и Македонија го чека овој извештај. За жал, процесот на проширување со Европската комисија на чело со Жан-Клод Јункер по неговото доаѓање на чело на неформалната влада на Унијата во 2014 година апсолутно го исклучи проширувањето од агендата, односно во наредните 5 години до 2019 година нема да има отворање на овој процес. Се разбира, токму поради тоа и целиот овој процес околу објавувањето и подготовката на стратегиите, односно прогрес извештаите за земјите од процесот на проширување е целосно ставен во втор план. Иако претходно се чекаше со голем жар колку и како се подготвени земјите кандидати и потенцијални кандидати за да се доближат до европското законодавство и чекор поблиску до Европската унија, сега е сето тоа ставено во втор план, па меѓу другото во текот на утрешниот ден, дури после два други настани е ставено објавувањето на прогрес извештаите што ќе го направи еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Се разбира, за Република Македонија е значено тоа што во овој извештај, кој што е последен, кој што се објавува во овој период од годината, од идната година нема да има прогрес извештај, па дури напролет во 2018 ќе се објават последните прогрес извештаи. За Македонија е важно дека ќе ја добие 8-та последователна препорака за отворање на преговорите за членство во Унијата. Се разбира, втора година поред условена поради политичката криза, овој пат условена со целосно исполнување на Пржинскиот договор, односно се подразбира фер и демократски процес на парламентарните избори на 11 декември и исполнување, односно целосно воведување и на реформите, така наречените итни реформски приоритети на Европската комисија кои ги издаде минатата година. Во односно на останатите земји само е познато дека Албанија ќе биде така наречена звезда на проширувањето со тоа што ќе добие препорака за отворање на преговорите за членство во Европската унија, која ќе биде условена со исполнување на некои услови во однос на реформи во правосудството. Бобан Нонковиќ во живо од Европската престолнина, дописникот на Мија од Брисел се јави во отвореното студио на телевизија Нова. Бобан, те очекуваме и утре во текот на денот од Брисел со сите оние детали од извештајот за напредокот на Македонија кој ги нотира Европската комисија. Рековме, исходот од претседателските избори за Америка е важен и за Македонија. Во живо одпред во близина на Американската амбасада во Скопје го имаме колегата Александар Видиновски. Александар, што очекува Македонија од Трамп, но и од Хилари? Имајќи во предвид дека Македонија и Америка се стратешки пријатели, имаат подпишено договор за стратешко пријателство, македонските граѓани се убедени дека и кој да биде нов претседател на Македонија ќе има конзистентност во американската политика кон земјава. Ние денеска направивме анкета, меѓутоа ги гледавме и оние дебати што се воде на социјалните мрежи веќе месеци наназад, кој кандидат, македонците за кој кандидат имаат поголеми симпатии. Можам да кажам дека овие избори тие е поделено. Речиси 50% од оние што ги разговаравме со нив имаат симпатии кон Хилари Клинтон, меѓутоа не е мал бројот на граѓаните кои што велат доколку би имале можност они да гласаат, би гласале за Доналд Трамп. На Фејсбук дури се појави и групи во кои што се вели Македонија за Доналд Трамп. Претпоставувам дека имат голем дел македонци симпатизери на Доналд Трамп, на Републиканската партија, имајќи во предвид дека во историјата на назад токму американското републиканско раководство направило некои
крупни чекори кон Македонија, пред се тука мислам на признавањето на Македонија под уставното име. Виолета Стојменова, нашата колешка, денеска направи, можам да кажам, интересна анкета низ главниот град, ги запраша со Скопјани доколку би имале они можност дали би гласеле за Хилари Клинтон или пак за републиканецот Доналд Трамп. И тука мислењата беа поделени, дел беа за Хилари, дел беа за Трамп, меѓутоа навистина успеавме и да добиеме навистина интересни одговори. Некои граѓани се убедени дека Хилари Клинтон, како што рекол, била добра домаќинка, па дури дека била член на некоја масонска ложа. Доколку е подготвена анкетата, предлагам да ја погледнеме. За кој навивате, за Хилари? За Хилари. Мислам дека Хилари ќе победи, има харизма, член на масони и навивам за неа, не знам зошто. Едноставно е долго во политиката, не дека Трамп нешто е поневреден. Меѓутоа, тоа е моје мислење. За Трамп. Ајде ќе ова друга. Тие се против нас. Или баш ти беше за Косово, за него. Тие се против нас. Навијам за неа, ама овој Трамп изгледа че изненади. Не ме интересира да ви кажам. Остежите ме. Не знам ја што да речем. Кој ќе победи, што ќе победи, од кај знам. Да навиваме за ова, како се вика, Клинтоница. Хилари. За никога. Кој мислите дека ќе победи? Па валјда Хилари. Како жена домајчинка, Божем ќе води политиката по домајчински. Овој некако се изразува, како да речем, каубојски. По моје мислење, па сега. Зошто мислите дека Хилари ќе победи? Затоа што ги знае сите тие државнички работи. Била во политиката, била дама, нели, прва. Сепак треба многу познавање од организација, од снаодливост, темпераментна, јака, има сила, енергија. Тата. Време е жените да победат. И во Америка, а и овде во Македонија би било добро. И тие се паметни американците, мора да сменат. Земја, далечна, сите сме со нивните избори окупирани, кој ќе победи, што ќе победи, дали ќе имаме корис или немаме, тоа е друга работа. Александар Видиновски во живо од Скопје ни ги пренесе ставовите на дел од македонските граѓани за кого типуваат, дали за Трамп или пак за Клинтон, а во живо од Берлин го имаме нашиот колега новинар, дописник за МИА Горан Момировски. Горан, што очекува Берлин од американските избори? Можна ли е нова оска Вашингтон-Берлин? Берлин има низа очекувања од резултатите од американските избори, меѓутоа она што сега официјално го прави е молчи, го чека исходот од вечерашното изјаснување во САД и веројатно ќе почека се до јануари кога ќе биде инаугурацијата на новиот претседател за да започне една нова офанзива која што сепак не може во моментов да биде прецизирана во кој правец ќе се одвива, затоа што овде во Германија постојат различни струи, различни структури кои што сугерираат Германија пред се да го преиспита својот однос со САД во иднина, затоа што очигледно дека и двајцата кандидати кои што се во трка вечерва не можат да ја задржат она сила, она интензитет, она моќ на американската дворешна политика како што можеби се случува во моментот во времето на Обама. И постојат 4 теми, 4 точки за кои што ќе треба да преговараат, да разговараат Германија и САД како главни партнери во таа евроатлантска оска. Пред се тоа е координацијата во борбата против тероризмот. Знаеме дека САД и Германија има неколку лоши епизоди. Прво кога беше откриено дека ЦИА шпионирала германската влада, дури се ќавате и на скандалот со можното прислушкување на телефонот на канцеларката Меркел. Подоцна кога се откри дека за сметка на САД германските служби шпионирале европски институции и компании и одредени европски политичари, меѓу кои што и француски цели. Се разбира, од друга страна, САД беше факторот кој што во неколку наврати со неколку информативни пакети помогна во Германија се спречат терористички напади, со што се разбира се цврстија односите помеѓу самите земји, помеѓу владите, но и меѓу безбедносните агенции кои што во иднина имаат уште огромен број нови предизвици, особено кога се работи за борбата против тероризмот кој што потекнува од Блискиот Исток. Втората точка за која што ќе мора да седнат и да се договорат новите американски власти и Германија со новите власти, можеби старите кои што ќе ги доби идниот септември, се очекува тоа да биде повторно Меркел, се разбира, е
трансатлантскиот договор за трговија и инвестиции, објективно постои отпор во Германија, страф од неквалитетни еколошки производи, користење на генетски модифицирани производи од страна на САД кои што би го преплавиле германскиот, поточно европскиот пазар, доколку биде постигнат договорот. Постојат различни ставови помеѓу различните политички структури во германската влада. Треба допре да видиме од 1 септември кој ќе биде во таа влада, затоа што сега во моментов нема доволно мнозинство помеѓу големата коалиција ЦДУ и СПД, доколку сега би се одржале избори. Се разбира, има се уште време, меѓутоа отворено е прашањето дали Обама ќе ги оствари своите ветувања дека во рамките на неговиот мандат ќе биде потпишан тој договор за трансатлантски соработки во трговијата и инвестициите, или можеби неговиот наследник, дали Клинтон или Трамп, ќе треба да притиснат или можеби да се повлечат од американските позиции за проширување на пазарите. Третата точка која што ќе треба да ја разговараат Вашингтон и Берлин се заедничките акции на НАТО против Русија. Германија знаеме дека е земјата која што треба да го организира на некој начин НАТО во Источна Европа, во балтичките држави, Полска, Чешка. Германија е земјата која што дава и своји војници, опреми и финансира голем дел од оние операции на НАТО кои што се одвиваат на источната руска граница, паралелно нели со санкциите кон Русија, за кои што Берлин веднаш се согласи од како тоа го предложи Европската унија на барање на САД, би рекол. И се разбира, четвртата, можеби најважна точка е Европската армија, за која што Германија во своите анализи, во своите предлог стратегии до 2020 година планира да се формира, со што на некој начин се дава директен удар на Северноатлантската алијанса, затоа што тешко да се очекува дека САД 70 години откако пристигна по Втората светска војна во Европа и го одржуваше мирот и стабилноста, би рекол, на континентот, да дозволи сега на иницијатива на Германија и Франција да се создаде на нова војна сила која што значително ќе ослаби моќта на НАТО. Низа проблеми може да има во односите помеѓу Берлин и Вашингтон, се разбира, особено доколку дојде во Белата куќа во волната соба Доналд Трамп, меѓутоа и доколку Хилари Клинтон стане 45-ти американски председател, секако дека можни се недоразбирања на линија Вашингтон-Берлин, затоа што и Клинтон во своите најави, во своите предизборни настапи даде неколку изјави кои што ги замислија политичките представници во Германија и тие сега во моментов не знаат што да очекуваат. Проблеми најавуваат и дел од германските, но и дел од американските аналитичари, добри познавачи на меѓународните односи. Така, например, денеска познатиот гуру на американската внешна политика Јан Бремер од Евроазија групата најави дека по изборите кој да победи ќе дојде до тектонски, можно е да дојде до тектонски пореметувања во глобалната политика. Бремер вели дека на Блискиот Исток американската моќ која што опаѓа ќе биде заменета со моќта на Иран, на Турција, на Израел. Во Азија Кина ќе ја преземе она контролна улога што досега во моментов ја има САД. Исто така, тој предвидува дека во Германија, земјата од каде што во моментов се јавувам, ќе има промени затоа што тој очекува Меркел да победи на едните избори, меѓутоа Германија сепак да го загуби влијанието како на Меркел во внатрешната политика, така и на Германија во рамки на Европската унија и пошироко. Денеска на некој начин предупредување за тоа што ќе се случува на релација Вашингтон-Берлин даде и Институтот за меѓународни безбедносни прашања од Берлин СВП, кој што вели дека во свој извештај објавен деновиве вели дека без разлика кој ќе победи во Америка, Берлин ќе мора да ја преиспита својата политика, својот однос со САД, затоа што овој think tank вели дека време е веќе Германија многу поагресивно да настапи следејќи и собствените интереси, а не постојано како што тоа се случува последниве 70 години да ги следи американските интереси кои што секогаш се прикажуваат како глобални интереси кои што се позитивни и за Европа.
Билјана? Така е, Горан, ти ни пренесе една поширока анализа токму што може да очекува Германија од идниот американски председател и пишувањата, анализите во некои германски медиуми беа доколку Трамп седне на председателската позиција во председателското столче, тогаш тој беа уништил економијата на Соединетите американски држави. Сепак за економијата и предизвиците кои ги очекува идниот председател во Соединетите американски држави ние анализираме во отворената програма на телевизија Нова. Јас ти благодарам за директното вклучување од Берлин, Горан Момировски во живо од Берлин, Анита Петровска во живо од Њујорк, а Бобан Нонковиќ се јави во живо од Европската престолнина Брисел. Почитувани, останете со отворената програма на телевизија Нова до доцна во ноќта без прекини, ве известуваме се до прогласувањето на новиот американски председател.